Професор Бачманова, инспиративно беше вашето искажување внатре за откривањето на талентот на Никола Спасев. Што се случи? Како успеавте да го откриете талентот кај едно дете, кој што еве јас ке кажам лично познавам како ученик, средношколец кој што премногу се вложува и дава од себе си во слободните активности со младите, но исто така сум имала можност да присуствувам и да го видам како дел од учениците на средното стручно училиште во Велес Димитрија Чубовски, и тоа од медицинска насока и сето тоа некако сега кога разговаравме и со него даде многу еден интересен одговор на моето прашање како он ја спојува музиката со медицината, но сакам вие да го кажете вашето размислување или што е тоа што представува талент и го откривте кој ова дете или ученик? Така, без разлика на формалното образование, кога се однесува конкретно за Никола, кој што јас веќе го карактеризирам како професионален аматерски пианист, љубовта кон пианото и кон музиката кај него се родила уште од мали нозе. Но кога ме повика пред точно 3 години, значи на негови 15 на години, неговата мајка Магдалена, ние се познаваме многу одамна, бидејќи нашите дечиња исто и герка ми е медицина, во истата насока се образуваат и двајцата. Кога ми кажа дека самиот почнал дома да истражува, нели сега по новата технологија на YouTube и различни апликации и програмчиња како да научи да свири пијано, значи таа негова желба која што му била воделка и тој ентузијазам сам да почне да изучува еден инструмент, и тоа можам со целосно право да кажам најтешкиот инструмент, пијаното. Јас прво бев скептик, бидејќи како педагог, знаете како, сепак сме ние пак ќе речем во формалното образование. И се знае точно на која возраст програмата не случајно е направена таква и од Министерството на образование на некоја си возраст до трето оделение во основното училиште да почне да се изучува инструментот пијано. Сега овде станува збор за едно веќе развиено момче, 15 годишно момче, кое се насочило да изучува медицината, а паралелно почнува да истражува оваа страна на музиката. И тоа почнувајќи пак образовно, професионално. Значи, почнал сам и да учи ноти. Би најдал клавишите ги нашол на клавирот каде се. И првиот пат кога го слушнав, јас еве сега и на публиката се обратив и кажав, имав измешани чувства. Во исто време бев и фасцинирана од тоа што чув и разочарана. Разочарана во смисол, бидејќи се потрошило залудно толку време за да се развие неговиот талент и неговата љубов воедно кон инструментот. Нашата професија педагог по инструмент, било кој инструмент, не само пијаното, е многу специфична, бидејќи ние сме еден на еден. Ние како педагози имаме огромна задача, прво да влеземе во духот, во психата на ученикот, точно да ги откриеме оние детали и оној X фактор што го носи секој млад музичар, за да можеме точно да го најдеме вистинскиот правец како да се развива понатаму. Со Никола беше толку специфично, бидејќи, значи, од големата љубов кон пијаното и она што јас како педагог музички за овие 22 години мој работен стаж го имам како искуство, требаше да направам некоја спојка за да го извлечеме максимумот од Никола. Така да и јас созреав со него. И 3 години работевме, огромна поддршка имаше од родителите, започнавме со едно синтесајзерче малечко, да му обезбедат прекрасен инструмент електрично пијано Casio Silviano. На нашата фела ние знаеме што значи тоа како квалитет. И толку многу брзо се развиваше во смисол на техника музичка,
во тежина на композиции, започнавме веќе и со големи композитори како Чајковски, како Шопен, Моцарт ја свиреше еви денеска Фачиле сонатата која што котира многу високо меѓу нас пианистите. Чисто онака за споредба можам да кажам дека таа композиција се свири во средните музички училишта или посебно надарените ученици од основното музичко училиште. Значи успеавме за краток период, буквално од Цедур, основната тонска скала, да стасаме до големи дела како Чајковски, Бетовен го свиреше, Моцарт го свиреше и на крајот срешката беше Либертанго од Астор Пиацола. Да, тоа го можам да го констатирам. Јас слушнав, например, дека воопшто не беше ова лесен репертоар. Со дел од композициите, јас и му кажав и уште минатата година, значи, да не биде само ние си знаеме дека многу не бива, многу го се свириме, ние си го сакаме пианото, напредуваме и му кажав дека постојат опции да не слушнат и други. Не само по дома да се свириме, него навистина останатите професионални музичари и педагози да знаат дека овие аматери, така речено, ученици аматери, без формално музичко образование, навистина може да го достигнат тоа ниво, кој што можат да се носат заедно со и среднистите, и студентите и така натаму. И му предложив, му кажав дека има и надпревари кои што во своите пропозиции исто имаат категорија за аматери. Тој беше воодушевен од идејата и едва чекаше да со толкава самодоверба, со толкав жар, со толкав ентузијазам да се надпреварува, да учествува на еден таков вид на надпревар. Првиот надпревар ни беше во Штип оваа година, во мај. Сергеј Михајлов го организираат колегите од музичкото во Штип. И имаше, да ви кажам, во неговата категорија, доста конкуренција. Едно 10 учесници имаше. И успеавме да биде препознаен од жири комисијата и да биде реално високо оценет со висока прва награда 99 поени од можни 100. Значи, толку ни е драга таа награда, посебно него, а исто и мене. Бидејќи, нели, претходно, мојата професија е таа, јас сум музички педагог, досега имам добиевано награди меѓународни пошироко, не само во нашата држава, но ова работата, резултатот што излезе од 3 годишна работа, од 3 годишна подготовка комплетна, да биде препознат и да биде вреднуван од еминентни професори, музичари на првиот надпревар. После тоа, еден од колегите од надпреварот во Штип ни предложи да се пробаме и на меѓународен надпревар во Италија. Со истиот материјал настапивме и таму, значи имаше повеќе од 30 на земји. Исто добивме прва награда, исто со 99 поена. И сега професорка е каде? И сега професорката му кажа на Никола дека секогаш ќе стојам тука зад него, без разлика понатаму неговата професионална определба која ќе биде и да си ја продолжи медицината. Тој веќе го достигна она ниво кај што не е веќе аматер. Првиот чекор голем се направи, кај што го направи мостот помеѓу почетоците и да навлезе подлабоко уште во убавините на музиката. И му кажам, спремам нов материјал и се надевам, наредната година ќе биде матурант и му спремам и уште еден концерт кај што ќе има навистина уште поголеми, поиздржани и по тешки композиции, да има една голема тежина паралелно како што би го правил и професионален пианист, бидејќи Никола може. Тој е прекрасен ученик, прекрасно дете, прекрасно момче. Се што му кажував, така впиваше. Јас со толкава желба, буквално трчанката одев на час, бидејќи знаев што ме чека. Навистина, часовите со него вистинско живење беа и за мене, и за него, и ете, резултатот е на виделина од целокупниот успех.
Ви благодарам. Ви благодарам и вам.